Слајо, ја знам дека ти со НБА стоиш као со Парагвајска лига у Джам Ли, ама ајде ти дам шанса да ме изненадиш позитивно. Знаеш Што ли ти? ќе ме прашуваш? Знаеш ли ти? Оваа генерација на Сакраменто Кингс, кој од нив има потекло некое од Прилепско? Дај бе ме се пире. Не ми глуми стручњак, до вчера фудбалски енциклопедии ми носи, сега се мислиш Грег Попович, Фил Джексон. Прилепско потекло, Крис Вебер, кој? Да, Крис Вебер е баш по потекло од Прилепско. Еве сега ќе ти дајаме една слика, па ти погоди кој од тројцата. Јас сумњам дека ти знаеш и кои се овие тројца. Добра. Ај овој у средина така ми делува прилепски сурат има. Дивац, а? Не е дивац. Ај сега 50-50 се шансите. Пежа бе брат, однак нема кој е овој, него не знам кој. Не, дечко, Хидает Туркоглу или као што го вика Дивац Истојаковиќ братот Хидо. Братот Хидо цела е балканска склопка. И една баба му е по потекло од Прилепско. Не ми глуми лудило бе. Кажуваше на All Star од 2002 или 2003, не се сеќавам. Бе, не ми кажуваш што кажуваш он. Ти минатата емисија ми се правеше чиниш мрме за селекција, ќе те барам и листаш енциклопедии, сега ми менјаш нешто на кошарка. Бе, ти се доаѓаше ли воопшто бе брат за емисијава знаејки? Ти самиот не знаеш колку не знаеш бе брат. Дали си го видел ливчето бе? Ти 3 да фатиш треба да славиш бе. Па ќе славам некоја наредна? Кога ќе фатам 3? Брат, не, те вратив у прво оделение бе. Уж ти јадам бурек на глава, ја и ти сме разлика како небо и земја бе брат. Поговорката вика ги неке среќата поштените луѓе. Тончи, дај да види на што фативме брат. Три нешто. Дора може тоа нешто е више навлагана кај 5. Не ти е лесно да бидеш брат Роналдо Драгоманце покрај еден ваков Меси бе брат. Види ги 4 плюс. Мора да кажам дека Дортмунд ја имав кеци од 2 до 4 1-0 заврши. Жена ми више почна закажува педикири, маникири, што вика до крај ќе дадат, прво си дадоа еден гол и остана 1-0 битно. Фаќа микс, двојка тешка Волсбург, од 2 до 4 Айнтрахт Мајнц, 2-0 колку беше не знам точно, и Леверкузен Бајерн гол 3+. Шо си фатил бе, никаз бе? Јас сум човек соткаен од фудбалска филозофија, али универзумот е као тебе соткаен од пацерштина и спаѓаат пацерски голови у пацерски минути. Затоа ти имаш 17-94. За руште може... Дај бе конечен да видам на ова, некако не. Дај конечен бе брат. Ако баш 26,24 никад, кај ти е бе брат? 4-та епизода е. Колку имаш фатено ти уопшто? Кога ќе помислиш брат да мудруваш, деме кого да слушаш, те молам голтни си ја помислото. Дојде од вечер предавање ќе ти држам од вечер. Растеш. Од вечер можам предавање да ти држам, дефинитивно. Не, сега ова коло ќе фатам ја некоја болештина од коефициенти, следна емисија друг муавет ќе правиме. Коефициенти не, ама болештина дефинитивно после ова мзгање бе брат. Ако гледа народ. Што е со дресот бе брат Љубича? Која е поентата да го облечеш се? Сакраменто Кингс, најаката генерација икад што заиграла за Сакраменто. Со еден другар, со Боро братот. Значи отидовме да купуваме дрес од Сакраменто, а двајцата бевме сакраменташи, имаше еден дрес. И джентлменски го купио, нали, гледаш сега, ми го отстапи за емисија, пошто на мене дресов има смисла, како да ти кажам. Сакраменто Кингс, баш кај Кингс ми лежи на димако, сите се палеа и се ложеа под Джордан, ја никад не сум се ложел на Джордан, и ја дури сакав да бидам Пипен. Еве ти го, дури... Ама брат, имаш фаца со Пипен да бидеш дефинитивно. Остаеш имам фаца, значи пази ја као второ оделение дете бев шишан
Као Пипен, тоа е ова. Тоа ти е фризура Пипенка. Идеш на бера му кажеш шише ми Пипенка, шо е Пипенка, е ова. Брат, уште си со пипенката, ти викам, од 98 и денес уште си со пипенката у глава. цигла. Удрија машинката позади и од страна, горе остај све што има. Уште ми ја браниш онаа игра од NBA, брат, од пред 20-30 години, тоа е кога NBA, споредуваме денеска што е NBA. Па тоа е NBA, а не ова денеска е NBA. Фати ја топката, трчај ко мува без глава и шутни ја од 30 метра. Не, Значи треба да влезеш под кош. Пази, 90-те под кош те чека Карл Мелон, те чека Патрик Јуинг. Тој еднакво ќе ти даде по образ да се молиш само по образ да те враќа на фабрички подешавања, амнезија 3 години. Дај, брат, те молам, врати се у нормала, уште си усилен со тие тој фајтерски, не ме чуди, не ни знам зошто седнав јас од тебе емисии да правам. Оди бе брат, у ММА ринг испробај се, издувај се бе брат, не ме заебавај. Не мора да заебавај. слушаш мене, Чарлс Оукли. Знаеш што вика Чарлс Оукли? Еве ти го Чарлс Оукли. Види ти каков баја е тоа. Ти овој го сретнеш на улица, кога се на улица прво Да не го сретнеш прво на подобро, ќе телефон му избегаш. сеагуваш да му кажеш извини, може ли да ти кажам добро вечер кога ќе поминам покрај тебе. Ако ти одобри тоа ќе му кажеш добро вечер. Чарлс Оукли и Патрик Јуинг у еден рекет се. Тоа од Советски сојуз, од Кина и од Америка заедно ќе те одбрани, бе, не од Јас се Стеф лажам, Кари. ќе те вратам тебе у нормала, Оукли после вика- трета епизода ќе ти се смени животот на подобро. Како можеш ти да ме враќаш Ти нормално? ако пак не ми си се нормален, враќаш со право? љубичасти дрес у емисија. Чарлс Оукли вика, денешните NBA играчи се балетани со сукњички. Крај, Оукли тоа го кажува. Сега ќе ти покажаме на слика само да видиш што е бившата NBA. Што би рекол Јанис за вој бе брат, ако Јанис е за него балетан, еве ти го фајтер, ММА бе брат. Не не сакам да знам бе Ако не брат, почнеш Робинсон, Робинсон на дресон, нема знаеш кој мислиш Робинсон Крусо дека е. Знаеш кој со е? Шекил Онил е брат. Карл Мелон бе, дечко, The Mailman. Значи гледај го што му прави Како на се Тим- ложиш на вакви фајтерски Тим Данкан покази? зашто има станато играчиште? Пошто попил патика број 172 у усна шуплина од Карл Мелон. Затоа Тим Данкан 100 Уште пати ја MVP памти, беше бе. после тоа. На кошарката сега и фалат играчи ко Мелон, ко Чарлс Оукли, ко Патрик Јуинг, ко Хаким Олаџуан. Тоа ти е, значи пази, со таа екипа идеш у папска туча, идеш по невеста, идеш по дете у градинка. Со овие денешни бе, кај да отидеш бе, кај да Брат, отидеш? Јанис може овие сите да ги заврти на малото прсте. Каков Јанис. И еден лик што за жал никад не Но сме го фајтер гледале. се, ајде. Каспарс Камбала. Ох, камбани да ти чукаат за венчавка, да не ме сватиш погрешно. Его како камбала. Камбала кога те сретне Камбани нема баш за венчавка да ти чукаат. Не, брат, ова не дај Боже со дете по улица да го сретнеш. Трауми ќе му остави за Ама тука цел се- живот. Па ти знаеш дека доскоро Каспарс Камбала слуша двајца држаше рекорд на поени на утакмица во Евролига. Евролига, не збориме за нешто. 41. Види го, Каспарс Камбала. Дај ја друга Многу бе, дај ја брат, му се другата тргаа слика. додека игра. Гледај. Ете го баја. Малце ќе му скршиш глава, малце ќе му отвориш череп. Боже мој, тоа е, да сите сме дојдени тука си играме. Наредната нела пак ќе дојдеме ќе си кршиме глави. Добро викам брат, ова не дај Боже да го сретнеш со дете по улица. Овој освен кошарка ја би го пуштил у ринг и не би го извадил од таму. Нека јаде живи луѓе. Сега пази ти кажам една ствар. Он пред некоја година доби 2 годишна суспензија ради некои Само 2? супстанци и што направи братот? 2 години не седеше дома да цимоли, да мољака, да се тужи, Тепаш не сум луѓе по користел, улица. не сум ова, не сум она. Боксер стана. 2 години стана боксер. Не ме чуди бе брат. Му помина суспензијата од бокс, си се врати, поиграше малце кошарка, се пензионираше и сега е пак боксер. Ние брат, деца што сме пораснати на 200-300 метра од јаден дански салата, ама нас стара на лименката, не ти зборам за ова свемирскиот брод. Абе, да, аеродромец, Сме бегале од часови за да ги гледаме тренинзите на Џоле Војновиќ и таа екипа. Значи, пази, и сите сме сакале еден ден да заиграш за МЗТ. Ја после у животов знаеш дека сум изгорен и за Партизан, а за Сакраменто, мене цела NBA у Сакраменто ми е застаната. Сега пази, гледа. има еден лик што му фали само уште Сакраменто за да го затвори кругот. Успели тој круг да го затвори, ја кумна свадба го земам. Кој бе брат? Пол Гасол да не. Каков Погасол може Сања Погасол да ги обедини МЗТ, Партизан и Сакраменто. Кој ти е тој? Андреј Магдевски, дечко, Андреј Магдевски. Да. Ево, овој дечко. Здраво Андреј Повелицки. Добре, дојде. Добро ве најдов. Имам еден тежок период, ќе кажам.
кога спортот буквално го снема, така и кошарката. Моментално си во МЗТ и веќе 5 години во репрезентацијата. Мене прво што ме интересира е иднината со МЗТ. Чекаме на туѓа несреќа, наша среќа откако не успеавме во АБА 1. Чекаме Приморска и официјално да прогласи, да речеме, банкрот, па МЗТ да го видиме во елитната АБА лига. Да, тоа е пак нашата цел. Ние игравме во АБА 2 тие 2 години за да нели стигнеме во АБА 1. Не беше лесно, лани на еден напад Така, плейоф игравме лани, да, така е. Да, а Ова годинава веќе- па игравме, тоест Цела бевме сезона- во топ 4 и на крај со Место корона. ми Некако ова ќе спуштивме. биде исправање на неправда 2 години поред што ни се случува. Сад добро. Гревата за Приморска, ама па не е дека МЗТ не заслужи да игра прва АБА лига. Па според мене мора еден клуб од Македонија да игра во АБА 1. Ипак нели тоа е лига на екс Југославија. Така е. Па сега валјда ние сме заслужиле, ипак игра они 8 години во АБА 1, тоа игра беа баш Континуитет на конкуренти со сезони. Еврокуп, со АБА 1. Па реално не Идеме само нагоре, не само да. МЗТ, реално и кошарката Кошарката, кај нас од поготово после тука. успехот За во на европско. репрезентацијата наследи една позиција каде што пред тебе биле Лестер Боме Келеп и Врбица Стефанов и тоа тие наследи Владо Илиевски, така е. Ја наследи многу млад и Говорност. тоа баш во период кога ние пак градевме кошаркарска репрезентација после буквално го 2011 допревме дното. како Нажалост, осетили одговорност некоја дека многу се очекува од тебе или пошто све се градеше од почеток си се осети баш како човек на место што има одврзани раце да прави. Ја бев таму со 18 години, али момците ме прифатија одма како дел од нив. Работели со доста силни тренерски имиња. Кој вака влијаел на тебе како тренер, а кој ти има од човечки аспект оставено впечаток или имало ли некој тренер со кој што си осеќал дека стоиш во место, назадуваш, дека едноставно Да. не ти оди комуникација со човекот. Па вака кошаркарски реално највеќе напреднав кај Джикич. Иако јас таа година во Београд не играв, но кошаркарски баш напреднав. Кога сме кај тренерите, јас би го замолил Тончи да ни Да, пушти имаме една многу интересна слика, со ваква слика не може баш секој да се звучно попали. тренерско Не име. може секој да влезе во кадар со Желјко Обрадовиќ. Што мислиш ти кад што му збори тука нешто за име? Овде 100% Обрадовиќ му Не, вика, ништо. му вика Сан Антонио или Филаделфија. По изразот на лицето се јас верувам дека е Ова така. во Охрид кошаркашка клиника и беше Желко со Итудис. Од времето малку верувам поминато со него имаше што да се научи. Па имаше за некои акции во напад, за како он бранел во Сепак се кариерата. работи за најдобриот европски тренер можеби на сите Одлично. времења, така. Искуство. Во НБА ме интересира за кого навиваш и што мислиш за сегашнава НБА. Дали некако премногу се е омекната во стил дека нема контакт, нема дуели, нема тешки играчи, тешки центри, него од кога се појави Стеф Кари и слични играчи се е она run and gun игра, трча и шутира и како ти се чини тоа? Па вака, јас сум општо за Miami Heat. Леле, викам ќе каже за Кога Лейкерс. играше- Не. Miami Heat ради Вейд највеќе. Еве сега го гледав нели MJ ова The Last Dance. Тоа сакав баш да те прашам Да. дали го гледаше филмот. Разликата во тие години и сега е енормна. Тоа е моето мислење, на пример слагам повеќе сака современава НБА. Јас сум со времето, сакав не уште- сум заостанат у 90. Сакав да те прашам дали го знаеш Каспар Скамбала. Сум чул, искрено се. Ова ти е Каспар Скамбала.
Овој Како би таму. го поминал овој братче, како би направил не провета би Намерно те прашуваме за Каспар Скамбала затоа што од тоа што те гледаме по утакмици, ти си играч што многу не размислува каков му е противникот кога влегува во Има во рекет. муда, бе, брат, има муда, влага. Прв обрач, втор обрач. Сега кога ќе видиш ти лик како Каспар Скамбала дека те чека во рекет, што би ти се мотало у глава? No респект. колјач. Пошто кога ќе тргнеш на кај Каспар Скамбала, животот пред очите ти поминува. Па имаме ние исто во нашава лига Чековски. Па исте. И во И знае да те фати онака на и пуна. во градба на Кога ќе го викнеме е- Чековски, ќе му го пуштиме во исечок. може. Мојга Па знаеме. Андреј рече дека ти Каспар Скамбала изгубени некои браќа сте. Кажи ми, освен кошарка, следиш ли, ева конкретно кај да прашам фудбал, имам некоја информација дека си миланез. Да. Зашто? Росонјеро и Ред Девилс, Манчестер Юнайтед. А ако играат меѓу Ние себе, две. баш Милан. им се дешавало Милан. поише пати меѓу себе да се знам, скрљаат. знам, 2006 и ја мислам кога освои Милан. Како ги правеше градинка на 2007. Манчестер одбраната. Тоа е и таа генерација што од и- ден денес и уште нај- тагува по Мила. Тежок пораз ми е во Истанбул од 3-3 со Ливерпул и пеналите после тоа. Тогаш Андреј, знаеш ли да влезеш во кладилницата да си играш за Милан навивачки или? навивачки идам само. Значи остана без пари дуарти. Тука ние имаме една чиста проверка за нашите гости, спремивме колку едно мини кладионичарски се способни и колку знаат да... Ова ти се основни Да некои типуваат. типови, ти можеш да типуваш буквално што сакаш, само немој Имаме послагање од 5 0 до надпревари. 9 гола, разбираш? Имаме 5 надпревари Си играм во Наполи. во Неапол. Да, во Неапол. Во Неапол. Би играл ова Кети 0 до 2. Кеци 0-2. Браво. Никад, јас и ти мислам дека е време заедно со гостино да Јас мислам дека Интер кида на трофеја чиста двојка би ја типувал. Брат, јас со оглед на тоа дека последно време нели не си игра фудбал, ќе играм на голови, гол 3+, гледам добар коефициент. Добро. Одиме втор надпревар. Ова ни е другото полуфинале. Сакал Мекел, Навијачки првиот двојка. надпревар е 1-1, Имам да знаеш. коефициентот. Навијачки двојка. 580. Ова Не бе. на играчиве на Милан фамилиите не се кладат на нив. Он се, ама добре, респектирам. Пази, ова ти е навијаштво со клубот и у добро и у зло. Ајде никад за те слушнам тебе. Ја мислам дека е ова Кеци 0 до 2, ќе ја реши Јувентус со 1 гол. Се согласувам за Кец, но јас ќе играм Кеци од 2 до 4. Добро. Тончи повели, Сега ајде. Видиме што ќе рече Атлетик Билбао, Атлетико Мадрид. Свршен Цврсти надпревар. екипи, тепачки екипи, Камбала би играл во некој од овие да беше фудбалер. Ова би ја изиграл X и X. Само X. Чисти. Чисти. Добро. X. Не е лошо. 0-0 до крај. Никад? Пошто не се очекуваат голови, јас ќе изиграм контра 3+1 ја. Ај. Неизвестно ќе биде и јас одам на голови од 2 до 4. Иако го нема тука тој тип од 2 до 4. Да, ти со тие твоите од 1 до 9 гола. Идеме следната. Ајде. Еве, Леванте Севилја. Барди наш во Леванте. Да. Јас дури мислам дека Барди може гол да даде на уtakmiца. Да видиме што мисли. Ана. Леванте е доста зезнат домаќин. Ама Севилја Горе. е, Така, тука така, се бори. Беше сега Се уште, мислам, Ќе видиме трети се каква се трага види. им оставила коронава. не играле 2 месеци. Па 3 сите, месеци, види, сите, исто точно. е. За сите Да. екипи исто. Ја овде би одиграл од двојка и од 0 до 2 гола. Двојка 0-2. Никад. Јас- и ја- Пишува ли некој? Све се видиме. евидентира, да. За кој испромашиш све, како ќе ти се смееме иначе. Ова јас мислам дека тука ќе има голови 4+ ја бил. Дури мислам дека 2-2 може да заврши. Јас чиста двојка ќе. Добро, и уште една имаме. Еве ги. Најнеписмената екипа у универзумот и малце пошироко од не ги универзумот. ставај уста више шалке. Ова треба Шалке 0-9 да се вика, пошто 9 утакмици поред не знаа да теп или у месеци више да им Добро уште рачунаат. се. Ајде,
Гогол. Добро. Ја мислам ГГ 3+. Двојка и 3+. Двојка и 3+. Јас за крај би сакал уште еднаш да се навратам на репрезентација, бидејќи имавме турбулентен период, се сменија челните луѓе, се смени селектор, со Давидков успеавме некако од дното да дојдеме до едни квалификации за да влеземе сега со Тодоров, со малку и млади сили внесени и освежене ростерот. Каква е сега моментално атмосферата по двата порази? Веруваш дека има хемија да направиме нешто повеќе и повторно да се вратиме има. каде што заслужуваме Хемија има. едно големо надпреварување? Да. Играта со Русија, таа ни дава нас малце мотив дека можеме да играме и со Италија, мислам. Италија и со Естонија во реванш. Измеѓу остало, кај нас и таква емисија е оваа слика, оваа фотка у форма на постерче ќе си се најде тука од наредна емисија, така да еве повели удостојене со еден автограм. Нашава атмосфера баш е така тука и спортска и пабска. И не може сечија слика баш да стои над зидов, ја гледаш ти, браво. Джоковиќ, Игор Митревски, Кристијано Роналдо. Еве се. тие се. Еве вака. Еве сликата. Супер. Веќе од наредна емисија, следниот што ќе дојде ќе може и тебе да те види во амбиентот. Брат, Андреј, вака така има некој и фудбалско познавање и кладионичарско, ќе направи нешто поише ако ништо друго од претходниве, Памти утакмици и составот пред 13 години. Да. Он Дали дека само за Милан порачуне авио? пред 13 години 10 годишно дете бил. Ќе видиме интересни типови. Дај да видиме, Тончи, дај да видиме овие другиве наши Што сакаш да сум подобар од сите овие? Обожувам. Душе ја од 3 кола, он од по едно. Васовски пак предводи, бе. Ова има вкупен Ла, коефициент, така. Митревски фати добро, една Игор. утакмица или од 5 му е овој. На не од 5 ваков коефициент само ја можам да фатам. На Како него и од да е. една му е. За пофалба се брат, не знам дали направивме скриншот за дечките ги од упратив, квизот. ги упратив. Има, значи пази, тој момакот Ангел Јанков, он ги погоди сите тројца, оние, значи И тоа од шала у рокот. рокот 3-4 минути. Така да Ангел, еве ти кажем утре ако има некој спортски милионер, брат ќе те барам за Джокер. Ништо полош не е ниту уште еден, мислам два тројца дадоа и некои погрешни одговори, ама чинам Диме Радески, точно така, Диме Радески така. и Ангел Јанков Али пази, докажаа брат дека погодија уште други освен Ангел, ама еден ми беше фасцинантен. Он ги утна сите тројца, ама сите тројца што ги кажа, место нив сите неверојатно личат на вистинските. тој за МВР е брат. Тој да ти Името нему- да црта фоторобот. Добро, никад ти дадов брат, нели, рок до трета епизода, нешто позитивно животот да ти се смени, освен неколку обожувател, ки се бројат на прсти што имаат некој плюс лайк на тие твоите фан страни. Двете раце прсти има. Не, сакам да ти кажам, брат, додека носиш вакви љубичасти дресови, еве ќе ти дадам еден пример со уште еден дрес од тие генерации твои омилени, што дефинитивно мислам дека ќе ти го подобри животот на многу подобро, на позитивно. Тонче, дај да ја види, погледни каква Господин. боја носи Двейн Вейт. Господин, Дори човек. идолот на Магдевски, кога би го облекол ова, дефинитивно, брат, ај што глумиш дека си добар нешто кладионичар, дефинитивно ќе добиеш најдобра улога во еден порнофилм. И тоа не било каква, брат, главен лик ќе бидеш. Ќе глумиш оној мажот што оди на работа. Ако. Шеги и досетки. Дечко, ја да облечам оваков дрес, ке треба жените по дома да си ги заклучуваат луѓето. Дефинитивно, ти кажам. ако ништо друго, за наредните очекувам едно вакво твое издание. И не ти бега, брат, мажот што оди Дамите на работа. слободно нека лицитираат у каков Дефинитивно. дрес сакаат да ме видат. Видовме дека топ се снаоѓате со фудбалските мозгалици што ви ги даваме, еве една кошаркарска до наредната емисија. Кој репрезентативен соиграч на Крис Неш играше во МЗТ Скопје? Така да сетете се за која репрезентација играше Крис Неш и кој е тој што делел со него паркет, а сме го гледали во аеродром.
знам дека пак спремаше некоја мудрост да им порачаш на Многу луѓе. јасно, брат, кога сме кај Двен Вейт и долот на Магдевски, да ви порачам, нели, да останете со мислите и мудростите на Вейт, кој рекол во кошарката сите грешиме, некои повеќе, само во Македонија нон-стоп. Во Македонија корона на трибините се појави негде пред 2000-та и се уште постои. И по Перо Антич, наредниот македонец во NBA, ќе биде кога Никацке се ожени. Ова у народот се вика скапано.